И еве, драги пријатели, ретка гледка, заради тоа што ретко доаѓаме, заради тоа што сме далеку од тука заради тоа што сме се родили во Централна Македонија, а во Централна Македонија сме се родили заради тоа што кармичката предодреденост на универзумот така решил да бидем и поради таа причина решив да снимам клип, не дека многу често снимам и не дека често имам што да кажам, ама грандиозното нешто кое што не очекував дека ќе биде волку моќно и големо, се наоѓа токму пред мене, Кривошијски водопад. Самата задача ви кажува, настанува од Кривошијска река. Добро, како и да е. Еве сега, значи ова е во непосредна близина на кампот, број 2, каде што ќе ноќеваме вечера, тоа е Долна Лешница, значи во овој реон. А видите го овој фасцинантен поглед. Маркантниот среден камен надвис на чувар над Кривошијскиот водопад. И ова екипа присутни овде кои што се наоѓаме на дводневна тренинг камп обука на интернационални водичи во планина во организација на УИМЛА. И еве ги маркантните објекти. Оној последен господин што сега се симнува е препознат ли фудбалник од Скопје, Томислав Кошиновски, Кантина, поздрав до него. Еве јас му мафтам, он не ни знае дека го снимам, но ќе биде многу среќен и горд кога ќе се види себе си на клип. Одзумирам, нема потреба да ги представувам сите, вкупно сме некаде околу 16 луѓе, од кои што сме 12 официјални лица, 20 гости и 20 домакини. Гостите се од Полска, не знам во која мисија се, арно, ма во која емисија да си имат што да видат и чујат. Еве Марија, ете така, еве го Кире Коцев, маестро Кире Рада, задни водич, ено го Димитрија Ристевски, овој што никош не сека се слика, ама сега го снимаме, Виктор Војковски. Ено го Крум Цеков со штекине 2 во раце, до него Андреј, ene ги двојцот наму што седат од левата страна, се гостите од Полска. Еве го Воислав Гушевски, па дали можеме го запамтив името? Запомни ми го името, човек. Воислав Гушевски. Да лајкам на Фейсбук. Дури през името ти го. се знаем. Браво. Дури сега откровение доживеав. Кога ми кажа, еве ги нашиот водич домакин, председателот на планетскиот клуб Љуботен Јован, он во сината мајца и шапката со обод. И еве го. Не, овој скромен лик, па такви се кочанчени од секогаш. Еве го. И тетовчени, да. Значи кочанчени, тетовчени. И чао. Ве поздравувам. Значи за еден час ќе го поставиме кампот и ќе содадеме на хедонизам и ренесанса. Многу напорна тура беше денешната. Значи Попова шапка, Тито врв, седло на Среден камен, Кривошијски водопад, Долна Лешница, некаде околу 18-19 километри. Утре исто така не чека долга тура од 20 километри, од кога ќе преноќиме и рано ќе станеме. И тоа е тоа. Значи завршуваме утре во Вешало, се движиме на патот на трансверзалата под Кобилица, со крајна точка село Вешала. Тоа е, еве го уште еднаш, видите го. Во како велелепен, грандиозен пат и толку од мене. Чувајте се, што да ви кажам. Некогаш ако имаме късме, драги мои пријатели од еколошка групација Green Power, ќе дојдеме заедно тука, ни ќе мекнееме до безсвест. Сега дека дождот и снегот и студенилото не ни истера од тука, да сте ми здрави, живи, весели, дебели и одадно да не куртулите. Еве на Пештера, чисто да го видите овој објект. Ние се извежбаме нашата вежба, ја погодивме контролната точка на која што се наоѓаме на картата. Некој одсека, некој од оние што знаат им каже на оние што помалку знаат и на тој начин успеавме да се лоцираме на мапата. Поздрав до Коста После јас немам што да кажам, после Коста клипот завршува. Фала, чао.